Добро вечер во 24 отворено. Ако сте тргнале кон целта и при тоа застанувате да фрлате со камења по секој пес што лае на вас, никогаш нема да стигнете до неа. Дали мудрата мисла на Достоевски ќе важи за идниот владин состав? Кои ќе бидат приоритетите на новиот можен владен кабинет? Континуитет на популистички политики или дисконтинуитет со болни резови? Влегува ли идната влада во мисија невозможно да ја крене македонската економија? Ден по централното председателство на ДУИ, лидерот на СДСМ најави формирање на нова влада во следните 20 денови. Во денешното издание на 24 отворено ги најавувам моите гости. Академик Абдулемов Беджети, добро вечер и ви благодарам што дојдовте во студиото. Професорот и екс-министар за финансии Трајко Славевски, Даниела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори и професорот Ванчо Узинов. Професоре Беджети, политичка влада предводена од СДСМ со поддршка најверојатно од ДУИ, БЕСА и Алијансата. Мислите ли дека ова веќе извесен епилог на оваа политичка криза? Никогаш со голема сигурност не можеме да тврдиме, поготово што веќе долго време гледаме разни сценарија и комбинаторики кои можат во секој час да бидат изменети. Меѓутоа, очигледно, сега е влезен во еден правец во кој што епилогот најверојатно ќе биде, ќе се формира една политичка влада, дали широко мнозинство, широко политичко мнозинство, тоа е прашање. Предпоставувам дека ќе има поддршка и од третата, би рекол, партија, движењето БЕСА, меѓутоа без да влегуваат во влада, барем како најавуваат, а и поставеноста нивна е таква и конфигурацијата е таква, можеби малку покасно и би образложили, затоа што тие се на некој начин сендвич во политички структури се нафатени сега, затоа што и ДУИ му смета БЕСА, но и Алијанса се бори против БЕСА. Не го гледа противник ДУИ, така да БЕСА на некој начин е на мета на двете. Но дури и ДУИ најави дека е можно да не учествува во владата, да ја поддржи. За тоа ќе решаваат веројатно утре. Тоа е најмала варијанта што јас лично би очекувал дека би можело да се направи, затоа што и невозможно е да функционира. Таа би поддржале, меѓутоа би поддржале краткорочно, така да не би можело да биде тоа одржливо. Може би само зависи од почетните проекти. Преди се ова што најголемо беше дебата околу јазикот на употребата на широката употреба на албанскиот јазик. И веројатно дека тука потврдија се договориле конечно, меѓутоа до негова реализација во полн капацитет не се познати кои се модалитетите на таа реализација. Во секој случај ќе има сопки, ќе има и проблеми, меѓутоа е добро да тргне една политичка влада после веќе речиси 11 години да дојде до едни промени. Професор Славевски, во овој корпус на политички прашања, пред да влеземе во на посуштинска економска дебата, дали по овие најнови информации за создавање на евентуална влада ДУИ СДСМ може да се очекува и нов кризен вртлок? ВМРО ДПМН нема да биде во владата, таа сепак имаше најмногу мандати. Дали може дел од таа фрустрација да биде изнесена повторно на улица? Значи, видите, исто како што изрази малку резерва и господинот Беджети, професорот Беджети, и јас мислам дека треба да почекаме да поминат сите фази до формирање на влада, затоа што сега овие информации се уште ограничени, за да може да ги видиме контурите на идната влада, програмата и така натаму. Јас не би се согласил дека имаме политичка криза. Моето гледање е дека политичката криза во Република Македонија заврши со изборите на 11 декември. Сите постапки, она што предходеше до изборите, да имаме избори кои што се прифатени од играчите, од главните актери, без некои поголеми забелешки од меѓународната заедница, значеше крај на политичката криза. Внимајте, ниту една земја од оние што европските нема влади година и пол како Белгија, година Шпанија и така натаму и некои други. Имало случаи во Велика Британија да има она што тие го нарекуваат парламент кој што виси или ханг парламент кој не може да се формира влада, него користе терминот политичка криза. Ова е состојба во која што треба да ја дадеме
простор на демократијата да дојде до разрешница. Институциите функционираат кога нема влада. Мислам, тие се Не, проблемот е во институциите кои што без една владина капа не знаат не би сами се да согласил, действуваат. ево, ајде да не одам надвор од во други институции. Јас сум во институцијата универзитет, нели, државен универзитет, перфектно функционира. Не гледам некоја разлика од функционирањето на нашата институција од пред минатата година, пред минатите години и така натаму. Зошто да не функционираат институциите? Дури ако бидеме малку цинични, ова е шанса за сите оние кои што тврдеа дека има преголемо мешање на владата, на државата, преголемо присуство, да им дадеме простор да се искажат, да видиме што знаат, нели, да направат кога се оставени со поголема слобода на себе. Да се вратам на вашето прашање, сега повторно да не шпекулираме со предпоставки кој како ќе се однесува, затоа што, имаете, главните политички партии и субјекти носат одговорност спрема целокупната македонска јавност и во контекстот на функционирање на Македонија како држава со сите неизини аспирации, меѓународни договори и така натаму и така натаму. И мислам дека никој не би си дозволил да делува деструктивно без разлика каде ќе се најде и во мислете на некој што би се нашол во опозиција. Така што Вчера имаше една изјава од Груевски кај што рече нема мирно да го наблюдува процесот на дефакторизација на македонскиот народ. Така тој го оцени тој договор меѓу ДУИ и СДСМ. Добро, ниту една, да речем, релевантна политичка партија не наблюдува мирно политички процеси, кои што се, да речеме, по нивната оценка спротивни на она што се национални интереси. Но тоа значи дека имате демократски институции во кои што ќе го искажувате својот став, своето мислење и мислам дека на тоа мислел човекот што го цитиравте. Арсовска бизнисот подолго време апелираше дека на Македонија и треба создавање на политичка влада. Тоа беше барање, меѓу другото, заради закочените процеси во бизнис секторот. Значи, освен она што се вели инвеститори кои што не се дрзнуваат да инвестираат во време кога политичка криза или нека и владина криза, како и да ја наречеме. Значи, тие сакаат една смирена ситуација која што може да донесе известност на подолг рок. Мислите ли дека сега доаѓаат подобри денови за бизнисот? Сега, како да ви кажам, ова е едно деликатно прашање на кое што треба најпрво добро да ги познаваме кои ќе бидат приликите кои што следат за да можеме да одговориме. Знаете дека повеќе пати се најавуваше некоја разрешница на ова кое што се случува во моментот на политички план. А она кое што сите го знаеме дека додека нема политичка стабилност во Република Македонија, неминовно е дека стабилноста во стопанството во секој случај исто така ќе биде на некои стаклени нозе, не од други причини, токму од оние кои што ги напоменавте дека никој не се осмелува да преземе поголеми инвестициски чекори во вакво време на несигурност, нестабилност и така натаму. Сака да кажете дека оваа нестабилност на подолг рок ќе се одрази во бизнис секторот, ова што сега ни се случува? Тоа беше токму истото и го кажувам баш на една јавна дебата која што беше во Ману пред повеќе од 2 години, значи 2,5 години беше, јас бев првата која што апелираше тогаш дека доколку се креираат било какви ситуации на нестабилност во Република Македонија покрај оние надворешни неприлики кои што ги имаме од аспект на тоа дека од нашите соседи нивните економски неприлики се преливаат влијанието во Република Македонија, мигрантската криза имаме како втор фактор, дека било каква политичка нестабилност во Република Македонија неминовно ќе резултира со долгорочни негативни последици врз стопанството и врз економијата воопшто. Добро, но македонскиот бизнисмен некако е научен да живее и да работи во услови на криза. Тоа ни се случува нас не само последниве 2 години, да речем последниве 20 можеби. Вистина е тоа. Со тоа што сега навистина беше поизразена сета таа криза од секаков аспект. Вистина е тоа, ние од независноста на Република Како Македонија, ние сме на жилава економија и жилави бизнисмени имаме. од независноста на Република Македонија, значи некако како да се навикнавме да се соочуваме со неприлики, можеме да кажеме дека на магични некои начини успеваме да се избориме со тоа што секојдневно ни се случува. Тоа само покажува дека тука имаме и доста интелигентни и иновативни бизнисмени кои што знаат да профитираат и во услови на висок ризик. Меѓутоа тоа не значи дека за целокупното стопанство таа цела ситуација која што ни се случува е добра и квалитетна, затоа што знаете во ваква ситуација
компаниите не инвестираат, не ја зголемуваат сопствената продуктивност. Имате ситуација на пазарите каде што успеале поради тоа што почнале да зголемуваат продуктивност и ги губат позициите и тоа на кое што ќе ги има тие долгорочни негативни последици врз овие компании, врз бизнис секторот, врз стопанството, економијата, како сакате. Професор Узунов, каква мислите дека ќе биде првичната траекторија на движење на новата влада? Може ли веќе да ги наслутиме оние први економски потези што треба да се влечат полека? Во која насока тие треба да се движат? Дали треба да бидат комплетен дисконтинуитет од оваа сегашна политика или има нешто што можеме да го задржиме? Сега видите, и ние сите изразихме овде некоја скептичност околу таа кога ќе биде, каква влада ќе биде формирана, така што ја не можам да речам дека е нешто готово, па уште па што ќе прави како некој си рецептура. Начално никогаш не може да се каже дека нешто треба да биде толков дисконтинуитет да ништо претходно не чинело. Од претходно мора се да биде сменето. Тоа е неприродно. Континуитет има државата и процесите во нејзе течат така што не може да се сосема сменат преку ноќ само затоа што некој одлучил. Некои работи кои што се почнати и кои што имаат некакви добри ефекти треба да бидат продолжени. Суштината е да се променат оние работи кои што досега биле негативни. Тоа што досега за економијата и стандардот на граѓаните, ако збориме за таа тема, пред се, значи не оние етнички прашања, други прашања на имиња на држава и тие, него економските прашања, она што досега било нешто што го успорува порастот на животниот стандард или креирало и сиромаштија во одредени делови или недоволно перспективи на граѓаните на Република Македонија, тоа треба да биде сменето. Сега, кои се првите чекори? Мислам дека никој во Македонија, освен актуелниот луѓе во владата, министер за финансии и уште неколку можда луѓе, иако не би се кладел баш и за нив са све, не знае точно до крај каква е посостојбата. Тоа не знаме кој ќе согласи дека ги знае точно сите долгови, приливи, приходи, одложени расходи, ненаплатени побарувања што се од владата. Тоа треба прво да се види. Не треба многу време да се троши на тоа, меѓутоа за да може да се каже како понатаму ќе се работи, треба тоа прво да се види. Ако има релативно брзо начин да се дојде до таа слика, потоа може да се каже што ќе се прави брзо понатаму. Буџет има Македонија, треба да се види дали тој навистина ќе одговара до крајот на годината или не мора веднаш да се иде на некој ребаланс, може тој да се чека до есен, ама од одма не може да се каже, и потоа да се почне со имплементација на оние проекти кои што ќе ги предвиделе политичките партии што ќе формираат влада, кои да се во предизборието и кои што сега, кога ќе се формира владата, ќе бидат предложени од тој што ќе биде мандатар. Значи тие проекти да почнат да се полека припремат и спроведуваат. Да, професоре Беџети, значи како и да е, ние сите се согласуваме дека Македонија во извесен брз период треба да добие некаква влада. Тоа веројатно ќе се случи, можеби ќе бидеме изненадени, па нема, меѓутоа кои се приоритетите на владата, дали оние забелешки на Прибе, кои што пред се однесуваат, во голема мерка се однесуваат на судството, правосудството, и тие се еден силен моментум кој што мора да брзо влезе во решавање, токму заради, не само заради општата клима, туку и заради бизнисот. Всушност, инвеститорите и од тоа најмногу се плашат и бизнисмените. Да, апсолутно. Од таа селективна или неправда, како и да во кажем. извештајот на Прибе има и многу забелешки кои се од системски карактер, кои што бараат и широка поддршка за да се подобрува, за да се променат. Меѓутоа има и такви забелешки кои бараат и просто мнозинство, парламентарно просто мнозинство, за да може да се делува во нив. И мислам дека тука ќе треба да се разграничи прво во однос на политичкиот капацитет и брајчаните пропорции во парламентот кои што ги има мнозинството. Така веројатно не ќе може, барем не во почетокот, не очекувам да дојде таков широк консензус, да речам да се прифатат и поради политички фрустрации, веќе слушаме најави дека нема баш вкрстени раце да дозволат таа влада да и првите 100 дена да ги сработи мирно и така натаму, што и очекувано, меѓутоа не е тоа најголем проблем е. Претпоставувам дека прагматски треба да се пристапи новата структура во влада со некој приоритет во кој што ќе види што е тоа што е најнеопходно. Ние имаме разорени институции.
Не би сакал сега да делувам ептен, да речам, критички или песимистички, меѓутоа ако сакате од институција председател на држава видовме што се случува последна година. Донесува одлука, повлекува и одлука. Давај мандат без услов, на вториот дај евети услов. Значи немаме капацитет од највисока и најодговорна државна функција, што е председател на држава. Гледате што се случуваше во Уставниот суд, што се случува во Судскиот совет токму деновиве, што се случува во судството генерално, каде што наместо да падне одредено обвинение, обвинителите се казнуваат ад хок во моментот. Мислам, една навистина хаотична состојба се институциите. Колегата Славески кажа дека еве ние функционираме како институција, како универзитет. Ви честитаме ако навистина функционирате, но од како јас знам, се повлекува сите закони кои што беа на некој начин во делот на долга рака на пружење во академијата, уредување на високообразовната дејност. И како сега функционираме кога ние имаме закони осакатени во високото образование. И тоа го почувствуваме секој ден. Ние знаеме како беа донесени тие така наречени проформи за реформи во образование и како беа повлечени. Затоа и тука почна првичните промени, не со првичните масовни протести на студентите и би рекол мобилизација на академската заедница, тој професорски пленум, студентски пленум и така натаму. И во која друга сакате област, ја не знам дали некаде функционира некој закон дословно така, како што е пропишано, освен ако да речеме природниот закон на, ајде да речеме, на гравитацијата. Славески, вие токму преска рековте дека институциите сепак функционираат. Сепак и овие аргументи што ги набројува Беџети некако како да држат вода. Што мислите вие? Кога стана збор за високото образование, има земји кои што немаат закон за високо образование и функционираат универзитетите. Не би сакал да навлегувам во ова. Да ја оставиме на страна широка тема, да имаме посебна тема, јас би знаел што да одговорам овде, кај тоа вака да фати место што се вели, така. Во ред, мислам институциите нека ценат и нашите гледачи. Сепак ние добиваме услуги, никој да речам не останал без електрична енергија, не останал без сите други потребштини и така натаму. Функционираат регулаторните тела и слично, но велам тоа е посебна тема. Јас ако сакате да ми дадете малку простор, овде како да виси и ова што беше спомнато од господите од Сојузот на стопански комори, она политичка криза, ризик за бизнисмените, неизвестност и така натаму. Јас си поставам прашање кој е ризикот за бизнисмените. Да речем, ниту една од политичките партии, оние што сега се во каква таква преодна влада, ниту оние кои што најверојатно се заинтересирани за составување на влада, не се заканил со експроприација на капиталот. Најголем ризик од промена на власт досега во економската историја е експроприација. Понатаму, ризик би бил драстично зголемување на даноците. Во ред, една од политичките партии, кои што се стремат да направат влада, во својата политичка програма има одредби дека ќе ги зголемува даноците. И тоа кажано кој? Персоналниот данок од доход, данокот на имот, данок на луксузни добри и така натаму и така натаму. Но и тоа не мислам дека е некој голем ризик за бизнисмените. Од тука велам, ако сакаме да зборуваме со факти, не треба да ја драматизираме ситуацијата до тој степен дека постојат такви ризици во услови на неизвестност, пролонгирање на некои рокови за формирање на влада. А ако погледнеме низ поновата економска историја, напротив, кога сите се плашат дека нешто лошо ќе се случи, земете го случајот со излегувањето на, односно референдумот во Велика Британија минатата година за излегување од Европската унија, Брекзит. Дури институции на државата, релевантни, Централната банка, Министерството за финансии, нивно и така натаму, направи анализи дека не знам колку ќе има штети економски во Велика Британија, дека ќе има пад на бруто домашниот производ. Напротив, британската економија бележи раст. Шпанија минатата година, кога цела година не можеше да формира влада и 3 избори беа последователни потребни за да формира влада, бележеше поголем раст од што претходно. Ова што се случува сега во Соединетите Американски држави овој месец,
Сите очекува, односно катастрофични прогнози дека доколку победи кандидатот Трамп, не знам што ќе се случи со берзата и така натаму, бум на берзата, достигна 20.000 Dow Jones индексот. Од тука јас мислам дека не треба да драматизираме кога станува збор за економијата. Напротив, не треба да создаваме така перцепција дека, не знам, се застанало и така натаму и така натаму. Оние што ќе застанат, не ценејќи го ризикот и можностите, добро кажавте вие, можат да изгубат некоја профитабилна можност. Нели добро е во ред нели да се има нормално функционирање на институциите, и почнувајќи од институцијата влада, собрание. Проблемот е сега, внимајте, проблемот е сега што собранието не може во овој период и доколку ова се пролонгира, да донесе ниту еден закон, ниту една измена на закон. Ама знаете што е овај релативно поволна состојба во Република Македонија? Хиперпродукцијата и она што се случуваше во изминатите години на носење на закони, некои брзоплети, некои лоши и така натаму, но сепак голем број на реформи се направени. Донесени се голем број на реформски закони. Ево, овдека, јас се извинувам. Се извинувам закони. Еве, ајде да го погледнеме животниот стандард. Тој со години веќе тапка во место и изнесува 36% од просекот на Европската Унија. Значи ние правиме реформи, меѓутоа не можеме да ги процесуваме резултатите. Затоа што тргнавме од 24%. Погледнете, вратете се наназад. Не сакам да зборуваме со цифри, нели, да не зборуваме на памет. Ако бил 24% пред 12 години, сега е 36, значи пак е тој напредок. Погледнете ги податоците за реалната нето плата. Колку толку по 1, по 2% годишно се зголемува, значи расте животниот стандард. Така. Кошницата се зголемува затоа што инфлацијата е ниска. За реалната реков. Реалната плата. А добро, знаете колку проценти од граѓаните стигаат до просечната нето плата? Десетина проценти. Тука ги имам бројките. 10% од граѓаните само ја земаат просечната нето плата. 75% земаат подпросечната нето плата, меѓу 7.000 и 20.000. 2-3% земаат над просечната нето плата. Добро, за стандард. Сакам да ви кажам, кога ќе речете просечната нето плата, тоа е многу манипулативна бројка. Од аспект на тоа, затоа што статистиката знаете, вие дека може да се игра и вака и така. Меѓутоа распределбата на капиталот дали дозволува раст на животниот стандард? Тоа е клучното прашање. Да отвориме дебатата, мислам ова што го кажа колегата Славевски. Има една интересна забелешка и делумно и во извештајот на Прибе, а во други извештаи сме сретнале од Европската Унија, оние прогреси порти, повеќе пати. Значи во Македонија не се гарантирани собственичките права и договорните права и обврски. И тоа е како сакаш азбука, а немаш буква А и Б. Значи, целиот економски систем почнува да функционира ако се остварени и гарантирани собственичките права и договорните права и обврски, елементарно, наелементарно. Потоа може да збориме за софистицирани работи, како што е мерки за конкурентност, продуктивност и така натаму. Но кај нас тоа не е гарантирано. И тоа, тука, ова што го кажа Даниела, за ризикот на инвеститорите, е страшно битно. Страшно битно, бидејќи они, знаеш како, нема експроприација. Нема отворена експроприација. А колку бизнис има кои што викат што све не ми направија? Ја многу луѓе сум сретнал, креват раце, на суд изгубив, ми го зедоа со сила, со уцени, со рекетирања. Тоа се муабети кои што не ги зборат луѓе од инат, не ги зборат на партиска трибина, ги зборат во кафана, си ја јадат душата. Тоа треба да почне да се менува. Тоа е барањето едно. Има и многу други дебати, али не е сигурен бизнисот. Тоа сигурно не е. Како бизнис комора, можете ли вие да ги споделите овие стравувања или согледувања, така бизнисот не е сигурен во државата? Тука би се навратила малку на ова што го преспомнате, значи непревен, знаете дека има многу предуслови кои што диктираат зошто ќе се чувствува бизнисот несигурен во еден или во друг период. Како што кажавте, имаме континуирана некоја, да кажеме, тешка ситуација на водење на бизнис во Република Македонија, која што постепено со текот на годините гледаме дека се подобрува низ одредени, според мене, значи јас не можам да ретерирам во нешто што сум кажала, добри економски реформи. Меѓутоа, например, сега да не ги набројувам, се има добри примери. Не сакам да кажете што се добри економски реформи.
Па еве, според мене лично, да кажеме, спроведување на едношалтерскиот систем во Република Македонија е нешто кое што го сметам за исклучително добро, кое што се уште треба да ги видиме ефектите од тоа, како тоа ќе профункционира во пракса, меѓутоа сега е од 1.1. Минатата година, тоа е веќе од 6 месец, извинете, минатата година, тоа е нешто кое што им е понудено на граѓаните и чекаме да видиме дали имплементацијата всушност ќе води со труд. Значи тоа е едноставно олеснување на водењето на бизнисот, работењето на компаниите, од еден тип на one stop shop. Сега да не ги споминам, ако тргнеме тука во таа насока, знаете, можам да зборам до задутера. Меѓутоа, не е точно дека не е важна сигурноста и стабилноста, како не е важна сигурноста и стабилноста. Тоа е најважно нешто. Знаете, теоријата и праксата тргнуваат од различни точки и во еден момент некаде ќе се спојат и тоа е нешто што им е заедничко. Меѓутоа, прашајте го човекот надвор во реал секторот како му е важно за животната екзистенција средствата кои што ги има и кои што ги заработил да ги инвестира и да му ги снема. Мислам, тоа е како да зборуваме, знаете што не ви разбирам, мислам. Може да објасните како да ги инвестира и да ги снема. Еве сега господинот од Глумена бюџети ви кажа за ситуацијата која што имаме континуирано во судството, да кажеме. На тоа ние апелираме наназад години и години. Таа несигурност, правна несигурност, rule of law кој што викаат луѓето. Снемува во се извинувам, снемува во полза на некој државен орган или снемува, да речеме, видите, може партнери во фирма да, како што тоа се случува во целиот свет, нели во бизнисот, да се судат меѓу себе и така натаму. На еден ќе му го снема капиталот. Значи, зборуваме за сигурност и верување во авторитетот на оние клучни позиции во Република Македонија кои што треба на вас да ви влијат сигурно сега. Знаете, како почнеме да полемизираме и да ги релативизираме работите, нема да стигнеме никаде, ме разбирате? Меѓутоа, јас сум бизнисмен, мене ми е несигурно и мене ми е нестабилно. Моето чувство вие не можете да го промените. Вие можете да се обидувате да ми го побиете од утре, меѓутоа не можете да ми го промените. Тоа е како да ми кажете, знаете што ќе имаме демократија до оној момент додека вие го слушаме вашето мислење, не моето. Вашето присуство да ни објасните, ама вие многу општо зборувате. Па општо зборувам нормално, сакате со директни примери да почнам да именувам луѓе. Не можам тоа да го правам тука. Добро, бюџетот сакаше во овој дел да се влеговме во една навистина тема која што е доста комплексна и чувствителна. Се даде оценка, па видите, земите ги сите извештаи на Европска комисија, поготово од 2010 до денеска. Во делот на економијата почнува стандардно со една формулација. Не функционира, односно пазарното стопанство. Таа формулација доаѓа се покритични и покритично. Значи, последниот извештај дури кажува после и го обработува во тој дел каде се тие нефункционалности на пазарна економија, почнувајќи од тоа што професорот Узунов ги наведе. Меѓутоа, кога се каже овде помеѓу државата и компанијата, да, професоре Славевски, има 5-6 случаи што ја лично ги знам. На веќе донесени решенја во однос на даночни обврски, во однос на даночни права, осудени 2011 и 2012 година има пресуда конечна од Врховен суд во полза на даночен обврзник. 2012 завршена реализацијата, повратени се средствата, бидејќи судско донесено решењето, повторно испратена инспекција продолжува на иста основа, исто толкување, иста интерпретација и исто решење 2015. Ја ги имам 3-4 компании, да не кажувам сега конкретни случаи. Да зборуваме дека навистина функционира, пазарно функционира без селекција, па тоа е невозможно. Тоа што најлошо ја очекувам што би се случило при промена на владата во делот на економските токови е тоа што ние имавме економија која што е на некој начин многу била влијателна од државата. Значи, државата има длабока рака во економијата и конјунктурно поврзани компании. Земите ги најдобрите 10 или 50 компании во државата. Сега, што ќе се случи? Предпоставувам, при одредена промена, на жалост, дај Боже да не се случи, меѓутоа тоа е реално и нормално за очекување. Тие би абстенирале од некакви активности понатака, бидејќи досега најголем работодавач беше државата кај нив. Земете основниот сектор е градежништвото, кај што носител на растот во Македонија. Сега ќе се промени малку тука и поради промената на политичка гарнитура. Може би ќе има конкуренција од други компании кои што ќе дојдат поблиску до една друга констелација политичка. Бидејќи претпоставувам ќе продолжи истото. Овие што веќе акумулирале одредена акумулација за инвестиции ќе абстенираат,
а другите се дехидрирани. Тек треба да почне. И сега не се поклапа економскиот циклус на некој начин, додека не се внесува свежа крв во економијата. Ова што слушате ли сега, проекциите на стопанството се дека државата ни должи толку и толку, да не набројам цифри. Знае ли некој колку должи државата во економијата? Пошто збориме сега за тие релации. Државата како работодавач. Јас ќе ви кажам дека 1 милијарда не должи сигурно. Добро, да, тоа беше бројка што ја слушнавме на една од трибините што беше одржана. Јас тука ќе предложам да го слушнеме прилогот направен на оваа тема, па потоа ќе можеме и со Арсовски и со останатите професори да го прокоментираме тоа. Прилогот на Наташа Стојановска. Државата му должи на стопанството по различни основи. Стопанствениците бараат државата да се раздолжи и транспарентно да ја обелодени сумата што им ја должи на фирмите. Комбинираниот долг не е само од владата на Република Македонија, и тука тоа мора да се признае дека е така. Ние имаме повеќе сегменти каде што државата е должна и треба да се раздолжи на стопанството. Ние имаме еден голем број најавни предпријатија кои што дури имаат со судска одлука дека не може да им се наплаќа ништо и ниту извршни решенија доколку тие не влезат во потребните средства или буџетот потребен за нивно одржување. И, например, ако на некое јавно предпријатие доделат 60 милиона, значи денари, на месечно ниво, отприлика околу 50 на милиона ви се плати, други трошоци ви се околу 5 до 6 милиона и останува 3 до 4 милиона се раздолжите, што значи да се раздолжите на ниво натековно, дури и натековно е невозможно, а каде се оние извршни решенија, судски решенија и така натаму, и такви имаме повеќе предпријатија. Истиот пример го имаме пресликани во општините, што значи долгот е на повеќе страни, долгот е стварно на повеќе страни и истиот мора да се расчисти. Ние имаме проблем да знаеме колку е точниот долг на државата кон стопанството. И се додека тоа не го знаеме, е сулудно да зборуваме дали се подмируваат или не се подмируваат договорните обврски. Ние имаме информации од различни стопанственици дека државата има долг по основ на договори кои што не се подмирани. И имаме индикации исто така дека самата држава донесе закон кој што има возможи да договорните обврски ги пролонгира за одреден временски период. Па имаме задолжувања кои што се безпредметни, кои што се зимаат во еден одредено време како што е пред новата година, во кое што се кажа дека 170 милиона ќе бидат за 2017, во кое што ти во принцип е малце не е логично да се задолжиш на таков начин и сите тоа се индикации за нас дека не е баш се глатко како што двете страни зборуваат. Другите индикации е дека стопанствениците и во овој период се жалат на досење, што би значило дека и тоа се жалат на досење на договорни обврски кои што произлегуваат сега, краткорочно. Скоро никој не ги спомнува долгорочните или среднорочните обврски кои што по некој основ настанале, а кои што пак велам ние не ја знаеме точната бројка. Битичи појаснува дека дури и сега државата доцни со повратот на ДДВ, но и дека и покрај сознанијата од има стари долгови, сумата се премолчува, иако дел од јавните институции имаат и блокирани сметки. Ако ги земете податоците од Бирото за јавна набавка, и некој просек го земете годишно, зборуваме за отприлика 700 милиони евра годишни договори кои што доаѓаат од буџетските средства по основ на различни услуги и договорни работи. Но никогаш не зборуваме за колкави се анексите. Не зборуваме дали различните општини имаат различни договори кои што се прават на билатерална основа по однос на вршење на услуги и други договорни обврски. Не знаеме јавните институции колкави се договорите. Ние пред некој ден со некои од стопанствениците дојдовме до сознание, например, дека детските градинки веќе се со блокирани сметки и не може да ги подминат договорните обврски. Значи, кога ќе видите дека тој зачараниот круг е малце поголем, и во суштина не можете да дојдете дали е тоа 500 милиона, дали е
10% годишно, но ако предпоставите дека годишно нека било само 10% анексите на договорите и во просек имате 700 милиони договорни обврски од бирото, информации од бирото за заемни набавки, пресметајте 10 години пута 10% пута 70 милиона колкаво отприлика може да биде само долгот по основ на анекси кои што можеме да го пресметаме. А не пресметаниот и затоа велиме дека ние можеме статистички да седнеме и да направиме некакви калкулации, но во една здрава држава во која што сакаме навистина да има развој, нормална влада би седнала и би креирала јасна политика за развој и би ги отворила картите, би кажала ова е јасната состојба. Како што знаеме дека толкава е јавниот долг и ние треба да се спремиме дека мораме некако да се носиме со тој јавен долг, би требало и другиот дел кој што е не е достапна како информација да биде јавна. Предходно, Горан Рафаеловски на 95 годишнината на Стопанската комора на Македонија посочи дека државата треба да земе 1 милиарда евра кредит за да му се раздолжи на стопанството. Таквата изјава на Рафаеловски експресно беше демантирана од министерот за финансии Кирил Миновски, кој посочи дека државата редовно си ги сервисира обврските, а изјавата на Рафаеловски беше оцената како прибирање на политички поени во функција на опозицијата. Рафаеловски на тоа пак вели дека нема намера да одговара, но останува на ставот дека постојат долгови. Тажно, бидејќи да квалификувате стопанственик како гласноговорник на одредена политичка групација и така натаму е на граница на смешно. Моите изјави се постојани дека стопанствениците секогаш со владата и со власта. Тоа е една несериозна изјава и како таква не сакам понатаму ниту да ја коментирам, ниту прозивката, уште помалку на делот дека и барем јас во животот секогаш сум бил да се задолжуваме, но тие задолжувања додат продуктивно, а не непродуктивно, како што се испотрошија во изминатите години, и за да бидат продуктивни понатаму, експлицитно нагласив дека задолжувањата треба да додат во Светска банка или Меѓународен монетарен фонд. И пред неколку години владата имаше проблем со долговите кон стопанството, иако и тогаш дел од стопанствениците и медиумите алармираа дека долгови има, тогашниот министер за финансии Зоран Ставрески упорно ги негираше и одбиваше да даде податоци со образложение дека тоа е променлива категорија. Сепак, после речиси една година, лично поранешниот премиер Никола Груевски на средба со стопанствениците јавно призна дека државата му должи на стопанството и дека парите ќе бидат вратени, пошто обврските редовно ќе се сервисираат. Тогаш мокини стопанственици кои присуствуваа на говорот на Груевски со аплауз ја дочекаа изјавата дека ќе им бидат вратени долговите што кон нив ги има државата. Прилогот на Стојановска отвори многу прашања, но веднаш ќе реферираме на ова што беше конкретно Арсовска во делот на долговите. Велите да, тие не се милиарда евра, тоа е веројатно голема бројка, но колку се? Зошто не можеме никако да ги квантифицираме? Кога последен пат еве сте направиле анкета меѓу вашите бизнисмени за да можете да ги добиете овие податоци, да ги извлечеме и да направиме одредена квантификација која што апроксимативно ќе биде блиску до она што би било точно? Сега би можела многу надолго и на широко да зборувам за ова, меѓутоа она кое што ценам дека кај нас е една од нашите причини зашто се наметнуваме како авторитет во делот на стопанството е тоа затоа што никогаш не тргнуваме со негативна конотација, него секогаш се обидуваме на еден конструктивен начин едноставно да изнајдеме решение за она кое што треба да се постигне. Во конкретниот случај не кажуваме анкети. Анкетите значи постојано ги спроведуваме во стопанството и ги гледаме кои се најглавните проблеми со кои што стопанствениците се соочуваат, со кои што бизнис заедницата се соочува. Тие преточени во форма на мерки, односно еден тип на барања, па можеме така да ги кажеме, до институциите и до владата, сме ги доставувале редовно и бидејќи биле подкрепени со соодветни анализи, да кажеме, и предлог решенија за нивно подобро решавање. Секогаш сме имале позитивен фидбек, особено за оние кои што биле навистина добро аргументирани. Сега, оној делот вие кој што го кажавте на делот на долгувањето, тука би сакала малку да го разглобим овој дел, затоа што има малку за дискутирање, па
не може така паушално да се каже, затоа велам, секогаш кога нешто ќе кажете, би требало фино и убаво да го аргументирате. Значи, доколку се должи, од каде се тие информации, дека се должи толкава сума. Пред малку го видовте, министерот за финансии излезе и кажа дека, односно да кажам, директно демантираше таа изјава дека воопшто на стопанството толку не му се долгува. Второ, оно во делот на јавните предпријатија сме ги слушнале, или нормално тие изјави до сега во иднината ги имала прашање од кога се генерирани тие долгови. И второ, во делот на локалната самоуправа исто така, тоа што го спомена е вистина, значи дека има голем број од нив на кои што сметките им се блокирани, кои што се блокираат и процесот е таков што регулативата, легислативата е таква го дозволува тоа, кој што повторно велам и дека не е во ред и дека треба да се измени. Меѓутоа, дел од стопанствениците па и свесно влегуваат во такви, да кажеме, дали се тендери, дали се јавни набавки, договорни обврски. Добро, ако те голем, така 800 милиони евра на годишно ниво, тие свесно влегуваат, значи во такви договорни односи, бидејќи ги сметаат тие средства за сигурни дека кога тогаш те евентуално на крајот од денот ќе ги наплатат тие средства. Дали тие тоа можат да го издржат или не можат да го издржат, јас верувам дека секој совесен бизнисмен или еве ги споменавте оние кои што ризикуваат, не ризикуваат, некој повеќе, некој помалку, ако се со сопствени средства, верувам дека пресметале дека на крајот од денот кога ќе заврши целата таа процедура, дека ќе успеат тие средства да ги наплатат и горе-доле сето она што од јавниот сектор дека им е некој тип на сигурна добивка, да кажем. Меѓутоа, само и да не си ја довршив мислата. Добро. Во овој дел во кој што кажавте, доколку некој располага со таква информација дека се должи, од едната страна имавме дека се должи 500 милиона евра на стопанството, а втората дека се должи милиарда евра, треба најпрво да излезе и да каже од каде му е таа информација. И врз основа на што се базира. Во некој следен состав министерот Миновски и да каже колку всушност се должи. Значи таа нетранспарентност на владата која што ја пројавува во целиот овој период на општење и со бизнис субјектите и со јавноста, всушност доведува до ова да ние можеме денеска тука да шпекулираме со милиарди, 500 милиони, 100 милиони, 200 милиони, појма немаме. Меѓутоа, па знаете како? Не можете па и вие да очекувате од некого аргументирано да се обраќа доколку вие на него не му се обраќате аргументирано, па да почнеме да нафрламе бројки. Сега јас можам да кажам 2 милиарди. Ме разбирате ли што сакам да ви кажам? Така е, меѓутоа треба да се повика вас, сме го избрале министерот Миновски. И тој одговара пред нас. Отчетот треба да биде пред нас граѓаните. Точно, се слагам со вас и се слагам и дека би требало да се повика и да се праша дали навистина се должи на стопанството, бидејќи видовме одговор дека вели дека не се должи во таа мера. А овие сите проблеми кои што беа наведени, тие знаеме и ги имаме и се генерирани, па не се баш и од вчера. Меѓутоа се работи за договорни односи кои што се меѓусебно регулирани и во кои што секој одна пред да започне знаел за што си има работа, а анексите веќе се друга работа. Добро, ви благодарам. Во овој сакавте вие да додадете на ова нешто? На твоето прашање, ајде да направиме анкета меѓу стопанството. Не. Имаме Министерство на финансии. Ги има сите податоци до една. До денар. Све што треба да ги каже. Тие што се заклучени договори. Не, и тајните ги знае. И незаклучени, и неисплатени, и неоткриени, сите ги знае. Мислам, мене беше многу смешно што ние имавме до пред некој време ситуација, не знаеме колку има вработени во јавниот сектор. А тој исти министар секој месец им исплаќа плати на тие луѓе. Он точно знае колку луѓе потпишал плата, а не знае колку има вработени. Мислам, смешни работи. Дури више ни мали деца не паѓаат на нив. Значи, работа за наредната влада. Што поскоро кој ќе земе власт? Не знам дали ќе може да го направи за 10 дена или за 50 дена. Точно скинирање и излагање отворено. Ова е ситуацијата. И вака ќе се решава. Добро, милиарда да се заложи туку така нема да биде. Прво Славевски па бежите. Не, малку јас се насмеав кога овдека сите предлагаме да увикнеме министерот Миновски да каже тука и ќе увикнеме па ќе каже тука, нели? Тој кажа, така и нема да кажува нешто друго. Каже дека сите доспеани обврски се подмирени. И македонската економија пред Германија, како беше? Но внимајте сега малку аналитички, ако ние тука придеме кон прашањето. Доколку има доспеани обврски кои што трезорот ги нема подмирено, тоа во случајов не само во овој момент, туку во последниве 4-5 месеци било крајно нерационално и на штета како пукање во сопственото стопало, во сопствената нога од страна на оној кој што располага со средствата. Па видите, на буџетската сметка на трезорот во Централната банка има некаде близко 500 милиони евра. Средства кои што се на располагање трошење. Понатаму, секоја влада знае дека со вбризгување на средства во економијата
по разни основи, дали е градежништвото, а најлесно е да подмирите обврски кои што за завршени работи кои што ги имате. Да речем, би било крајно нерационално и однесување како на дете од второ оделение, некој кој што располага со средства и да не ги подмири обврските. И од тука треба да се преиспитаат сите оние, нели, кои што тврдат дека не знам колку должи државата, а исто така да со поголема транспарентност, затоа што прашањето одново и одново се наметнува, министерот навистина да се обиде да ги убеди оние кои што не веруваат дека состојбата е таква каква што ја прикажува. Беџети? Па мислам дека да не продолжиме више во оваа тема овде ќе завршиме, да сакаме да лицитираме одиме на со шифра нешто друго. должи, колку должи и како. Веќе претпоставувам тесно ни е времето. Да. Ние, ако не ништо друго, емпириски ни се утврди дека цело време од 2009 година, од почеток на криза кај нас, барем 8-9 и навака, слушнавме што ни се тврдеше цело време од страна на министер за финансии тогаш. Па исто така од истиот тој министер за финансии слушнавме интерно кои биле разговорите во однос на нивното однесување во менаџирање со трезорот и со јавните финансии. И што сега лицитираме со бројки овде? Па знаете ли вие колку има договори кои договорно двете страни однапред се договараат, немој да го направите договорот, немојте да фактурирате, затоа што тој што ја испорачал стелката и услугата треба да плати дури и ДДВ, а не може да ги добие парите. Тоа више договорно, тоа е јавна тајна, тоа е познато на локално ниво, на ниво јавно предпријатие, извршители на услуги, испорачени добра и на ниво на буџет. Затоа што и самите предпријатија ќе прифаќат, а се слагам дека секој едно предпријатие ќе прави калкулација за незиното кеш флоу, за да го прилагоди еден ден ќе ги зема. Значи, сигурни побарувања се побарувањата од државата. Тоа не умира. Меѓутоа, важно е да најдете извор како да го финансирате додека ви дојдат. И сега во тој период се смета ли тоа дека е долг? Ја мислам дека тоа е латентен долг. Ама е долг. Долг. Латентен Така да не продолжиме понатаму на тема, има многу поважни работи. Ајде малку за јавниот долг. Имаше, само ако може да додадеме, имаше многу тези, вие самите рековте од прилогот. Јас мислам дека, ја го кажам малку полусериозно, но сепак не толку несериозно, една од тезите беше дека стопанствениците се секогаш со власта. И од тука, она што го кажа на почетокот колегата Беџети, дека ќе има вакуум и така натаму, јас сепак му верувам на стопанственикот. Дека се со власт. И многу брзо може да се приспособи. Ова е тажна констатација. Не, зошто тажна? Среќна? Ја мислам сега да го коментирам ова. Мислам дека дојде време власта отворено да размислува дека треба да се тргне од стопанството. Ние веќе имавме ситуација на полудржавен интервенционизам во држава. Мислам, тоа беше и се уште може да е на некои места. Не е пазарна економија, не е слободна пазарна економија, него е државно раководена квази пазарна економиичка. Тоа не може така. Значи, бизнис е бизнис, влада е влада. Задача на владата е да створи услови за бизнисот. Бизнисот да прави профит. И јасна е разграниченоста. Добро, тоа е дел од многуте извештаи за кои што исто така ги споменавме во текот на дебата. Јавен долг на ниво над 50%, многу мина вела тоа не е многу. Океј, како бројка веројатно и не е многу, но што значи тој долг за Македонија? Ајде Беџети од вас па ќе одиме на тоа. Па да, еве јас да се фокусирам само на така наречениот критериум за мерење на долг, оптималниот критериум, без да се опуштам во тој другиот дел, формална ограничување, фискален критериум и така натаму. Колку е цената на тој долг? Дали плаќаме по 150 милиони евра камата годишно или не? Тоа е друго нешто. Меѓутоа, економски, ако го гледаме од тој аспект, дали е мало или многу, јас би рекол дека секоја дополнителна единица маргинална на задолжување би било оправдано. Значи, ново маргинално задолжување само доколку маргинален позитивен ефект дава за економијата. Сите анализи, одржливи анализи, при оваа корелација, како влијаело динамиката и интензитетот на долгот врз економскиот раст и развој, покажуваат негативна корелација.
Всушност задолжувањето Славески растеше многу побрзо отколку што растеше самата економијата. Тоа ми е зборот. Како ја објаснуваме оваа дискрепанца за двајцата прашање? Тоа е едноставно и за професорот се непродуктивно трошење на долгот. Значи задолжено за непродуктивни цели и поради тоа не генерира резултати. Долгот Па ние е порасол научно, околу 50% ние во научно последните имавме 5 години. утврдени дека имаме негативни фискални мултипликатори. Ние научно корелацијата ја покажавме дека оваа поврзаност е негативна корелација, што во услови на имање на потенцијал на економијата треба да биде позитивно по основа на теоријата на економијата. Меѓутоа не е така. Зашто не е така? Токму затоа што било непродуктивно употребено. Што било употребено за проекти кои што на некој начин не генерираат единица маргинална плюс од тоа што се задолжува. Значи, во апсолутен износ, ние сме с Македонија се задолжила околу 2,5 милиарди евра во последниве 6-7 години. Добро. Ја не гледам ни еден капитален објект, да речеме, од сферата на енергетиката, кој што ни е толку потребен при увоз на струја од 300 милиони евра. Дали во тоа гледаме и дека имаше приоритети владата кои што можеби не беа поставени онака како што треба? Славески. За енергетиката мислам дека промашување беше, односно очекувањата на владата беа дека ќе се започне со капитални проекти како Чебрен, Галиште и така натаму, кои што неколку пати не успеваат да обезбедат инвеститор. И сега да не зборуваме за да речем не се неважни приоритетите, но сепак дел од долгот е направен заради инвестирање во инфраструктура, дали се регионални патишта, дали се автопати и така натаму и така натаму. Значи целата проблематика околу намената на средствата за кои што се обезбедуваат со финансирање или домашно или странско, односно со задолжување, е посебна тема на разговори. Тоа сме го дискутирале многу пати, мислам, на многу емисии и така натаму. Јасно е, ние имаме консензус. 700 милиони евра се потрошени во Скопје 2014, тоа не ви враќа пари на ниеден начин. Тоа е суштинско прашање. Економистите имаат консензус меѓу себе дека темпото на задолжување беше, да речем, пребрзо. Понатаму, дека што поскоро требаше да се случи стабилизација на долгот. Стабилизација на долгот се случува кога имате економски раст, а го намалувате буџетскиот дефицит. Буџетскиот дефицит креира зголемување на долгот. И тоа велам требаше да се случи, да речем, и во изминативе неколку години и треба да биде на некој начин ограничување за владите во иднина. Долгот не смее да се приближува кон границата од 60%. За Македонија тоа е ризично. Да. Само мала интервенција во смисла позитивно. Продолжување на тоа што кажа професор Славески. Значи, ако имавме консензус широк меѓу економистите, и се слагам, зашто во ниеден случај владата не ги послуша економистите со консензус? Ако не, тие, би рекол, опоненти, барем условно своите економисти. Ние имаме меѓу економистите и тоа добри економисти кои што беа на некој начин советници на владата цело време. Зашто нив не ги слушаше? Јас не сум бил. Не мислев на вас. Добро, уште едно прашање за владата имаме за следното гостување. Узунов, околу овие тези за јавниот долг, мислите ли дека парите што влегоа во економијата се потрошија залудно? Не. Видете, не може да тврдам дека 100% се потрошиле залудно. Па нормално никој не може 100%. Ама дека голем дел се потрошени залудно, тоа јасно покажува, ако ништо друго, ефектот дека тоа што било инвестирано со задолжување сега не може да биде од тој бизнис или од тие бизниси приходите сервисирано долгот. И тоа е, значи, дали се работи за држава или се работи за една бакалница или се работи за едно семејство, ефектот на задолжување е ист, потпуно исти. Ако јас земам кредит за свадба или за одам на годишен одмор и после не можам да го вратам од теконата плата, сум направил голема грешка. А ако земам кредит, отворам бизнис, па без проблем го враќам кредитот, уште и полека станувам побогат. Значи многу добро сум го потрошил до кредитот и добро што сум земал долг, што сум се задолжил. И тоа е тоа. Тој принцип е исти. Тоа во Македонија не е така. Сега не може владата за секој денар да биде овака све пресметано. Меѓутоа, се знае што е доминантно. Тоа во Македонија не е. И сега тоа го создава прашањето што понатаму. Може многу да се дебатира на техники, меѓутоа филозофијата сведува на едно, да видиме што е најдобро изводливо во иднина, како да се направи таа фискална консолидација или одржлив долг, значи не знае да се прекине со задолжување. Меѓутоа Не може да се прекине. Не може, буквално не може. На крај ќе почнат луѓе да немат леп.
Меѓутоа, колку да се земе кредит, кој да се рефинансира дел од кредит, на што да се даде, на што да се скрати, со која динамика, со однапред кажување, дека ова ќе се намалува овие издатоци до сега што биле за наредни 6 месеци, година дена, полека да бидат свесни и бизнесмени и граѓани, да наоѓаат алтернативи, со други програми, тоа е едно многу сложено прашање. Не може Значи вака да го одговориме дека ние. таа идна влада ќе рече на народски што велиме ќе стегање на ременот, ќе биде навистина ќе треба да се стегне за неколку тие дупчиња, како се велеш. Ама идејата е кој све ќе го стегне. Не мислам Не дека можат сите повторно еднакво ќе да го греши. стегаат ременот. Има некои што се подебелки, па поише ќе го стегнат ременот, тие што се слаби, кај ќе стегаат ремен виш? Таму нема стегање виш. Значи не може сите да стегат еднакво. Некој ќе стега повеќе од некој друг. И тоа е таа идеја на во суштина праведно распределување на некој си товар. Затоа што не се сите еднакво способни. Тоа да го ќе поднесат. бара, претпоставувам дека ќе бара многу промени, структурни промени во буџетот. Апсолутно. Бидејќи сегашниот буџет, така како што е поставен, генерираше изминативе години огромни трошоци во делот на пензиите, пред се, платите редовно, овакво земјоделските субвенции кои не ни донесоа повеќе род, значи не произведуваме повеќе, не извезуваме повеќе, односно увезуваме исто како што сме увезувале. Како тој буџет ќе можеме да го структурираме? Видите, ако нешто можам да пофалам оваа владина гарнитура, барем од моја гледна точка, беше позитивно постигнување во делот на високо наплатување на приходите и прибирање на приходите, успеа да собере буџет од околу 3 милиарди во истоштена економија вака и тоа перманентно. Значи не само циклично во една година. И мислам дека кај приходната страна на буџетот, сета структура, предпоставувам останало само уште малку тој фискален простор, само во делот на неформалната економија во одредени области. И тука може да се би рекол заработува. Голема бера беше може да се заработува уште малку, значи уште потенцијален приход, за да се дојде до една почетна консолидација на јавните финансии. Расходната страна мислам дека е проблематична. Затоа што тоа е и на некој начин по систем на стекнато право. Ако гледаме што е најголем проблем кај расходната страна, е делот на социјалните трансфери, социјалните фондови. Значи, не можете вие да не го субвенционирате понатака пензискиот фонд. За ова ќе ве замолам да се стрпите, затоа што имам прилог единствено за што пензискиот останува, фонд, единствено сакаме да го што видиме со останува бројки. тука да закружам за ова буџетска политика во делот на расходната страна е пренасочување на дел на субвенциите кои што беа дадени така ракаво од за земјоделие 130-140 милиони евра годишно, не на база на аутпути, туку на база на инпути. Тоа е тотална промашена политика во делот на земјоделието. Знаете што значи? Финансирани беа површините. Колку хектари сте посеале, а не колку заправо рендимент Добро, но се знаете, собрали. владата велеше, И второ, претходната влада не даваше воопшто. Тоа е лошо. Тоа уште и полошо. Меѓутоа, и вака, одржливо, структурално, не е ефикасно, не е ефективно, понајмалку. И капиталните расходи да се запостават сите непродуктивни трошкови. Значи, тука генерално ќе се создаде добар фискален простор во пренасочување на чисто, би рекол, економска инфраструктура. Од типот на хидроелектрана, термоелектрана, автопатишта и слично, а за поставување на сите овие дуги што ги водиме во номенклатура како капитални, а заправо тие не се капитални. Постои ли таков јунак, иден премиер, што ќе се откаже од давање пари на Тешко. пензионерите, Тешко. плати на Знаете да и ги зашто? зголемува, а за да направи некоја хидроцентрала што ќе се изгради после 6 години? Тоа тешко Тој ќе ќе биде изгуби многу и од политички поени. лошото искуство што самото, ако предпоставуваме под предпоставка дека СДС ја формира владата, тие имаат многу лошо искуство и господинот Славевски наследи тогаш министер за финансии од претходната влада, и ако имало некој благодет што го наследи 150 милиони евра плюс суфицит во буџетот во 2006, што сега ќе наследат тие милиони и милиони огромен дефицит.
Меѓутоа, Каков дефицит ќе наследат? Ќе наследат тековен Ќе планиран наследат дефицит. 3 пати повеќе од што јас наследив. Зборувате прецизно. Да. Ако наследив јас 150 милиони Плюс евра, суфицит. не. Вие наследивте Да. суфицит. И ги вративте пред време. Каков суфицит? Па тоа е суфицитот. Тоа е суфицит. Чекајте, тоа се 150 милиони на буџетската сметка. Сега има 450. Во моментов, ама не се смејте. Дајте погледнете. Немојте Не. кумулативно да ми укажете Да. буџетската сметка кај Народна банка и што значи ама тоа се пари на суфицит. државата. Не, тоа се пари на државата. Што може да се искористат за една или друга намена, може да се враќаат долгови и така Па натаму. чудно тогаш зашто не ги враќат овие на економијата? Може ли вака, ако завршивте, мене ме радува оваа констатација, нели тоа е лична сатисфакција дека во изминатиот период е постигната финансиска Тоа е факт. дисциплина. Знаете што, ево прв пат да споделам нешто со вас, нема да кажам име и презиме, ова во една средба што го имав со тогашниот председател, сега поранешен на државата, Република Македонија, од Социјалдемократскиот сојуз, тоа го кажа како признание уште од 2008 година. Сам вака, и тоа е навистина некоја константа. Се создаде состојба во која што ретко кој избегнува плаќање даноци. И тоа е придобивка. Замислете, за иста работа, вие да плаќате данок, јас да не плаќам. Како би се чувствувале, односно, кои се вашите предности и погодности на пазарот. Но јас морам да ставаме на забелешка, внимавајте, наметнувањето на прашањето за јавниот долг. Тоа е прашање за 2015-2016 година. Сега, во период кога очекуваме избор на нова влада, ние требаше да запрашаме за некои од ветувањата во програмите, цврсти намери на некои од претендентите за формирање на влада. Зголемување на платите, просечна плата, не знам таму до 500 евра, зголемување на минималната плата во многу краток временски период. За, не знам, од сегашните таму колку се 10, 12 до 16 и слично. Стопанствениците срамежливо се искажа во врска со ова. Имаше некои експертски видувања дека тоа е она што се вика wishful thinking, односно дека такво нешто ниту една сериозна влада не би можела да му го наметне на стопанството. Понатаму треба да видиме доколку ова што се навестува се формира влада, што ќе значи зголемување на даноците во Република Македонија. Овие што ги спомнав овој претходно. Тоа се прашањата кои што можевме да ги дискутираме, ако се уште има време, можеме нешто да фрлиме светло. Со тоа што сега одиме на мала пауза, рекламен блок и се враќаме во студиото веднаш со прашања од публиката и се разбира со темите кои што нашите гости сакаат еве да ги отворат. 24 отворено. Мои гости вечерва, професорите Беџети, Славески и Узунов, Сојуз на стопански комори Даниела Арсовска. Имаме прашања од публиката за нашите гости. Дебатираме на тема економски политики, што може да не очекува во наредниот период, кои се очекувањата од идната влада. Тука имаме студенти од економскиот факултет. Добро вечер, добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер. Доаѓам од економскиот факултет во Скопје. Имам две кратки прашања. Прочитав на едно место дека Македонија до 2050 година ќе стане земја на возрастно население. Односно, дека половина од населението над 18 години ќе биде возрастно. Дали тоа представува ризик за бизнисот? И ќе ве прашам за пензискиот систем. Знаејќи го тоа дека од 400 милиони од тие 800 милиони евра кои што се за пензионерите се исплаќаат од буџетот, и дека за скоро пензиите ќе се покажат до 1 милијарда. Дали тоа може да го издржи буџетот? Добро. Ајде да почнеме сега од таму, малку да смениме. Узунов, на првото или на второто? Каде повеќе се наоѓате? Не. Ајде ќе ги врзем и двете, така е. Особено затоа што овој процес што го кажува колегата значи добри прашања, добар студенци. На старење на населението, тој не е феномен прв пат виден во Македонија, тој е познат и во други држави, очигледно сега доаѓа и во Република Македонија. Забрзан во последните повеќе години заради иселување на младото население. Значи, иначе во другите држави доаѓа заради тоа што се продолжува животниот век, а има помал наталитет, кај нас има и плюс додадено ова иселување и нормално дека негативно влијае. Мислам, како ти каже некој дека е позитивно. Не е позитивно. И нормално било која една влада мора да види што све ќе направи за тие млади луѓе да ги мотивира да останат тука. Ја лично не сакам да гледам толку голема анатема од тоа младите да одат, време е на глобализација и нека одат надвор.
нека идат дека пробаат да се вработат надвор, нека се школуваат надвор, тоа е добро. И после кои ќе се вратат, ќе го донесат светот тука. И бизнисот, и врските, и навиките, и професионализмот, значи да има двостран фидбек. Второто прашање е поврзано со првото. Како што има старење на населението, така пензискиот фонд доаѓа во се потешка ситуација, а кај нас е веќе во многу тешка. Сега, дали буџетот тоа ќе може да го издржи? Еден Господ знае, а ја не. Не знам стварно. Нешто ќе мора да се направи, ама сега вака со на гледаш колку податоци не знаеме уште. Па како ќе се движат понатаму? Добро. Јас би кажала да останам доследна на она кое што го кажувам веќе повеќе години наназад, а тоа е дека на Република Македонија конечно при вакви да кажеме квалитетни умови тука би требало да се сконцентрира конечно да направи една квалитетна стратегија долгорочна и тоа за развој на приватниот сектор, која што мислам дека е неопходна и сигурна сум дека во овој дел секако би можело да биде некаде предвидена и начини на како да се задржи нашата младина тука, затоа што гледаме дека сме навистина подрече каде што имаме паметни млади луѓе кои што се образуваат, кои што се едуцираат, се сложувам дека треба да го видат светот, дека треба да отидат да научат да разменат искуства, меѓутоа и дека треба да се вратат тука и својата перспектива да гледат во Република Македонија. Доколку ние немаме начин, стратегија како да го пораснеме приватниот сектор кој што би требало според мене, како и во сите останати економии во светот да биде двигател на економијата, а не само да се задржуваме на тоа дали државата ќе ни даде работа или не. Сметам дека оваа стратегија е прво и основно, она кое што ќе ни даде подлога за начин како да ги вработиме овие млади луѓе и како да им дадеме можност и услови да останат во Република Македонија и едноставно и откако ќе отидат да го видат светот, да ни се вратат тука. Значи повеќе ум во владиниот кабинет треба или повеќе умови, како што Генерално кажавте? кажала, имаме многу квалитетни и еве на оваа маса, како што можете да видите, има луѓе кои што навистина знаат што и како треба да се направи понатаму и треба една баш широка дебата да се отвори и сите овие мислења, особено оние за кои што има консензус, да се употребат за доброто на Република Македонија и да се најде начин како да се стават во владините политики. Добре, ја повикувам режијата тука да го видиме прилогот на Сонја Јанковска, кој што се однесува токму на пензискиот фонд, како би можела малку бројките и по експертски и подетално овде да ги разработиме, па ќе продолжиме со прашањата од публиката. За исплата на пензии годинава ќе се потрошат 833 милиони евра, сума во која е вклучено и најавеното 5% зголемување на пензиите. Оваа сума фондот за пензиско и инвалидско осигурување не може да ја собере од сопствените приходи. Недостигот на пари за комплетна исплата на пензиите се покрива со пари од буџетот. Зависноста на фондот од буџетот од година во година расте, што според експертите е показател за неодржливоста на фондот не само на среден, туку и на краток рок. Во текот на последната декада се намалуваат приходите на пензискиот фонд. Причините за тоа се во демографските промени што се случуваа заради старење на населението, значи се зголемуваат расходите на пензискиот фонд од една страна, од друга страна пак се намалуваат приходи затоа што има помалку вработени, платите не растат со соодветна динамика, заради која уплатите на придонесите би биле соодветни за пополнување на потребните средства за исплата на пензиите и соодносот помеѓу вработени пензионери се влошува. Според поратоците во вкупните приходи на фондот се намалува учеството на сопствените приходи што ги остварува фондот, но растат трансферите од буџетот. Во 2008 година од буџетот на фондот му се префрлиле 165 милиони евра, а годинава ќе му недостигаат 452,2 милиони евра за да ги исплати пензиите, пари кои ќе се одлеат од буџетот. Оваа состојба го отвора прашањето докога ќе може буџетот да му помага на фондот и дали ќе има пари за пензии за идните пензионери. Треба да се направат анализи, што некои од меѓународните финансиски организации ги направија и на среден и на долг рок и оценките се дека е загрозена стабилноста на системот, што повикува на неопходност од преземање на мерки за подобрување на финансиската состојба. Од друга страна, расте бројот на пензионери, кој од 273.000 во 2008 година лани се зголеми на над 307.000 пензионери. Се зголемува и бројот на вработени,
но и натаму останува мала разликата меѓу оние кои го полнат и оние кои го празнат фондот. Пензионерите се сметаат за клучно гласачко тело во секои избори. Изминативе 10 години, освен низата бенефиции, речиси секоја година по 5% растеа пензиите. Но секое зголемување помина без пресметка како тоа ќе влијае врз одржливоста на државниот пензиски фонд, дали е во согласност со растот на економијата, кој ќе ги плаќа издатоците за зголемените пензии и крајно, дали идните пензионери кои сега ја полнат фондовската каса ќе дочекаат да имаат редовни пензии. Експертите апелираат приоритет на идната влада да бидат реформите во државниот пензиски фонд. Како клучни мерки за одржливост на фондот се посочуваат зголемување на стапката на придонеси и на бројот на вработени, што е важно за полнење на фондовската каса. Славески, сте биле прилично штедлив министер. Во ваше време 130 милиони евра дотации од буџетот во фондот, сега 450 милиони евра. Огромна е оваа бројка и како што чувме од прилогот сугерираше дека таа се должи на тоа што пензионерите, партиите ги гледаат како потенцијално гласачко, многу податливо гласачко тело и оттаму зголемувањето на пензиите не се чини дека направи голема дупка во фондот. Како требаше ова да се направи и како понатаму пред се? Најмалку дупката во наводници во фондот е најмалку резултат на зголемување на пензиите. Зголемувањето на пензиите, потсетаме, законско право, со закон регулирано усогласување на пензиите. Сега, во еден момент, тоа може би се случи пред 5-6 години, во полза на пензионерите е направена една измена што во соодносот на таа стапка на усогласување се усогласуваат по две основи: растот на трошоците на живот и растот на платите. Но стандард во светот е пензиите да се усогласуваат со растот на трошоците на живот, да се обезбеди само нивната реална вредност. Со растот на платите пензионерите учествуваат, онам каде што има раст на економијата, учествуваат во порастот на животни стандарди и слично. Не, ја тоа да разбирам. Многу убаво пензионерите да имаат високи пензии. Меѓутоа имаме загуба во супстанца во економијата. Јас тоа сакам да ја прашам и не можам тој одговор да ви го извлечам. Немојте два пати да кажувате од тука дека пензионерите имаат високи пензии. Не викам дека имаат високи. Јас сакам да имаат многу повисоки. Секој тука сака, така. Сакаме да имаме повисоки плати. Меѓутоа економијата не може да го издржи тоа. Сакате поголем дефицит. Значи, да се вратам. Најмалку се должи недостатокот на средства на зголемувањето на пензиите. Многу други фактори влијаат. Влијае ова што се зголемувањето на бројот на пензионери заради демографските транзиции што ги имаме во Република Македонија. Влијае делумно намалувањето на стапката на придонесот заради помош на стопанството. Субвенционираните вработувања? Не тоа. Не. Стапката на придонесот генерално, тоа е минорно, мислам, капка во вода е субвенционирани вработувања. Ако ја намалите стапката на придонесот за неколку процентни поени, генерално за сите вработени, тоа како се одразува. Но внимајте, тоа е стратешка одлука, стратешка одлука на државата. Ако сакате да намалите придонесот, им помагате на фирмите, имаат помали трошоци, за сметка на општото одначување со тие трансфери. Кај нас дефицитот почна да расте со воведувањето на вториот пензиски столб. Затоа што 1/3 од стапката на придонесот, значи 1/3 најмногу во било која земја во светот што има ваков систем, се одвојува во приватните пензиски фондови. И други има причини. Добро, што да направиме сега? Од се помалку. Од се помалку, ако е потребно зголемување на и на старосната граница и на стапката на придонесот, усогласување на пензиите единствено со порастот на трошоците на живот, не со порастот на платите, длабоко преиспитување на опортуноста од постоење на приватните пензиски фондови, мислам, редно е некој да каже, посебно оние кои што беа ентузијасти за нивното воведување, што може да тие гарантираат во иднина, односно што може да очекуваме. Ова прашање само се начнува, никако се стави на маса и секако да и во иднина сметаме на поддршка од буџетот, односно од општото одначување, затоа што како што изгледа состојбата, ние не можеме стапките на придонесот да ги зголемиме до онаа мера која што имаат некои држави, например и Хрватска и некои централно европски економии имаат стапки на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување над 24%. Ние тој товар
да го наметнеме на економијата во оваа фаза со голема невработеност сметаме дека не е опортуно. Бюджети? Тоа се кажа прилично, тоа е тренд не само кај нас, насекаде, поради демографски трендови, исто така. Основната грешка, мислам, што доведе до оваа огромна дискрепанца помеѓу потребите на фондот и обврските што ги има, е поради намалување на стапката и тоа значително намалување. Значи, ако вие намалувате за 3% стапка на придонес за пензиско-инвалидско, сигурно дека ќе доведе од тоа дека почнало со 30 милиони и дошло до 430 милиони. Овој тренд ќе продолжи и понатака. Прво, ургентно што треба да се почне да се врати стапката. Да се врати на место кај што и беше. Мислам дека покажа дека и тоа зашто се направи, дека ќе се даде ефект и повеќе во делот на вработување, во делот на инвестиции, се очекуваат директни економски ефекти за да биде трудот поевтин, а со тоа нормално работодавците да бидат растеретени. Тоа беше основна цел на тие политики. Сега веќе имаме долг период за анализа и покажуваат анализите дека не даде ни најмалку очекуваните резултати. Не само со тоа, туку директно и со рамниот данок. Веројатно покасно и ќе се разговара за даночните политики, воведување или повторно внесување на прогресивните блага прогресија, јас би ја нарекол, на даночната политика. На некој начин сега на општите даноци овај терет е огромен терет. Ова мора да продолжи вака и нема алтернатива. Мора да функционира фондот и се слагам со професор Славевски дека подхитно треба да се отвори прашањето за приватните столбови на пензиско-инвалидско осигурување. Вие знаете, пред 1,5 година, 2 години, што се случи тамо и со делот на управување со тие фондови, па и која афера настана, меѓутоа не ми е јасно зашто требаше толку брзо тоа да се покрие. Едноставно, тамо нема отчет каде отидоа тие 17-18 милиони пари, како да ги снема во одреден временски период, додека ги вратија тамо кај што треба. Така да такви работи и дубиози се многу, би рекол, ризични кога се работи за социјални фондови. Ќе се сети колегата дека 2008 година на 2 пати сме дебатирале во тркалезни маси, кај што и тогаш конкретно предлагав дека мора да се направи одреден фискален ризик за социјалните фондови. Ризична стратегија со 3 сценарија. Значи, што е тоа најоптимистичко, што е најпесимистичко и реално сценарио. Поинаку ќе се однесувавме да се водевме со таквите стратегии. Меѓутоа ние отидовме популистички. Во секои избори, а ги имавме многу често, ние покачувавме пензии. А тоа групација е значителна и сето тоа доведе до ова состојба кумулативно. Добро, ова баш токму го отвара и овој корпус на прашања поврзани со идната влада и советувањата што беа дадени во предизборниот период од страна на СДСМ и на ДУИ веројатно во таа владина коалиција, но претходно само ќе им дадам простор на публиката да постават прашања нашите студенти од економскиот факултет во Скопје. Добро вечер и од мене. Јас доаѓам од економскиот факултет и сакам да поставам едно конкретно прашање кое беше на голема мера најавувано во предизборните програми, особено од една од политичките партии, тоа е законот за минимална плата и за растон на просечната плата. За СДСМ зборувате за кампањата на СДСМ? Па зборувам за двете, зашто на голема врата ги најавуваат тие двете зголемувања. Ако ја повикаме економската теорија, тогаш имаме конфронтација во вработеноста, зголемување на вработеноста и зголемување на платите. Тоа е една последица која треба да размислиме, а другата последица е што ќе направи стопанството. Дали ќе се јави некој обиди да се прикријат тие, да не се реални тие зголемувања. И уште едно прашање кое мене ме тишти, а не беше внесено во ниједна една од програмите, е суштинско за нашата земја. Тоа е се сведи на Скопје. Каде се тие регионални диспропорции? Имаме внатрешни миграции. Скопје стана град од 700.000 жители, а може би повеќе. Каде се другите градови? Зошто не се вложува во другите градови? Добро, благодарам. Одиме со првото, со одговори на првото прашање. Данела, тоа беше навистина прашање што е многу значајно, особено за бизнис секторот, бидејќи повисоките плати значат поголеми трошоци. Тие се навистина среќа за вработените, но не среќа за газдите. Да, и многу беше убаво прашањето, многу убаво беше поставено, особено на делот каде што
се осврнувате на дали како после тоа би се камуфлирало едноставно доколку е нешто такво ветано, па и колку е остварливо и дали би можело и како би можело да се камуфлира. Значи, многу важно секогаш сите работи да ги гледаме аргументирано и да ги гледаме од двете страни. Лично верувам, значи како представник на бизнес заедницата, дека не постои подобар начин да ја постигнете крајната цел, особено во бизнисот, освен оној кога имате квалитетни и задоволни вработени. Во секој случај и не можете да добиете квалитетна работна сила доколку истата не е добра платена. Сега можностите па од друга страна се нешто сосема друго. Затоа и велам, многу е важно да имате обсежна анализа, да можете овие сите аргументи да ги ставите на вага, на лева и на десна страна и да видите кој е она кое што е рационално решение за да можете да го постигнете да биде на крајот од денот и одржливо. Повторно верувам дека ништо од ова не е возможно без оваа стратегија за развој на приватниот сектор преку која што ќе се зголеми продуктивноста на компаниите, како би се зголемил нормално бенефитот за компаниите за да тие можат да издржат, да ги платат вработените, па да можеме воопшто и да зборуваме за некакво ветување за зголемување на минималната или пак сепак просечната плата. Тие сите работи знаете дека се преговараат и во економско-социјалниот совет, каде што на едната страна се синдикатите, на другата страна се работодавачите и владата всушност во тие некои услови е како еден тип на посредник, да кажеме. Меѓутоа, многу поважно е дали и колку е тоа одржливо. Затоа што на крајот од денот, доколку наметнете свесно таков вид на популистичко решение, на крајот од денот тоа ќе резултира со тоа што вие ќе зголемите минималната плата или ќе зголемите просечната плата, меѓутоа ќе скратите од бројот на вработени. Па ќе имате двајца вработени кои што ќе имаат повисока плата, меѓутоа тројца кои што веќе нема да бидат на работа. Затоа што доколку е неодржливо тоа за една компанија, таа нема од каде да се рефинансира. Крајната цел е нормално зголемување на продуктивност, зголемување на профит. Многу за тие деликатни прашања, многу убава прашањето. Значи, без квалитетна стратегија, наоѓање на начин како да се зголеми профитабилноста на приватниот сектор, ние не можеме да зборуваме за наметнување на нереални, ова е нереална давачка за која што се зборува во овој момент. Би требало, секогаш би требало да се залагаме и за зголемување на платите и нормално за наградување на оние вработени кои што се навистина екстра квалитетни, бидејќи квалитетот дава и на крајот од денот најдобри резултати. Узунов, влезе ли СДСМ во популистичкиот филм на ВМРО ДПМН, па се расфрла бројки за плати на паушална основа? Не можам да зборам во туѓо име. Добро, прашувам. Не да ми одговорите како СДСМ, како експерт. Не. Како експерт сега ќе ви кажам, мене ми е сосема логично оваа реакција на коморите, на работодавачите, бизнисмените. Тоа е сосема логично. Замислите да збореа обратно. Тоа ќе беше тогаш нелогично. Нормално е за газите кои што сакаат да направат профит, да не викам ја, нека ги платат вработените, да бидат задоволни, ама сигурно нема да ги преплатат. Тоа сигурно. Нема да е од профит да речат јаве часто. Тоа нема се деси. Значи тоа е нормално едната страна од дебатата. Сосема нормално. Теоријата друга страна вели, за да се покачат платите треба да се зголеми продуктивноста на трудот. Прво продуктивноста, па после плати. Така е. Ама треба ли владата, само ако прашање го поставувам, да има механизам да направи притисок врз бизнисмените да ја покачат продуктивноста, да работат на покачување продуктивноста, при тоа ветувајќи дека владиниот дел од таа задача, од таа следига, ќе го оствари. Зашто ако ги оставите бизнисмените, ние 25 години збориме за покачување продуктивност. И ја не гледам некоја мерка со која што драстично се влијаеше на тоа. Ама стварно да ги мотивира, да ги Не може да ги принудиш бизнисмените, не е идеја да ги принудиш. Меѓутоа да ги ставиш под одреден вид на притисок. Зголемија продуктивноста сега. Како? Иновации, но милиарда начини. Со тоа корелација. И сакав и колегата што го постави прашање да го потпрашнава како студент. Значи да се покачуваат пензиите окей, а да се покачуваат платите не е окей. А ти си млад. Па не те сваќам. Ама произлегува. Ако значи идејата е да ако може да се покачи минимална идејата е збора. И не знам дали е остварлива и колку е остварлива, тоа тек стварно треба анализи. Али замислете идејата. Ако се покачи минималната плата, се промени и начинот на доночување, ќе збориме после за таа прогресија. Значи, гледате што се постигнува. Тоа е променување на социјалната стратификација во државата. Зашто каква е сега ситуацијата во Македонија? Тој што е газда
особено од големите, ултра богат. Другите, колку да живеат. И тоа мора да се менја кон она, ние зборевме едно време средна класа, па не било, па била, па не била, меѓутоа таа социјална сегрегација на таква поларизација мора да се менува и се менува преку даноци и плати. Тои се основните механизми. Ако може да се подигне минималната плата, колку што дозволува продуктивноста и да се направи притисок да се делува на таа продуктивност и страна на газдите и откривање нови пазари и владата да помага во целото тоа. Добро, благодарам. Колега, да не имате реплика некаква или? Може само да го дополнам прашањето. Ајде. Ако минималната плата се зголеми, а во програмата беше тврдо дека тоа зголемување ќе биде од буџетот, при таква продуктивност, Значи, како може да очекуваме ние реално зголемување на минималната плата? Значи нема да биде ја колку што имам видено на програмата, па или никаш не би помислил дека може да тоа биде од буџетот. Тоа може да биде еден период помагано за оние 3 дејности кои што се со пониската минимална плата. Текстил, обувки и кожа. Тие мислам беа. А за сите други какво помагање од буџетот бога? Значи тоа е дел на бизнисот. И тоа сега нема да иде како Предпоставувам, не знам како ќе биде. Имаше некакви рокови, годината прва, годината втора и понатаму бюџети. Врска со ова имаме изјаснето уште во првата објава на програмата и јас сум бил скептичен уште од првиот момент. Поготово во делот на минималната плата, што е малку апсолутно и парадоксално во однос на структурата на економијата што ја имаме. Меѓутоа, второто прашање исто така беше многу интересно во однос на неравномерниот регионален развој што го постави тоа беше колегата. дури дел од разговорите меѓу СДСМ и ДУИ за кои што рекоа дека нашле заедничко решение. Па да, нашле решение и се договориле да го применат законот кој е донесен 2005 година. А се договориле 2017 да го применат, да почнат да го применат. Меѓутоа е факт тоа дека речиси пола од концентрацијата на економијата е во регионот Скопје. Но не е тоа само типично за Македонија. Целиот Западен Балкан е сличен. Значи, ние ако од Словенија надоле, освен Љубљана, ако ја гледате, пред 25 години Љубљана имаше 350.000 жители и ден денеска има толку. Значи, ние сите надоле, значи од Загреб надоле, се водевме со некој начин на модел на регионален развој, така наречен моноцентричен, каде што главниот град ќе биде пола од концентрацијата на економијата, па ако сакате и популацијата и опортунитетот, можностите. И затоа сега имаме внатрешно иселување кон гравитација на центарот. Денеска актуелно 47% од бруто домашниот производ се остварува во регионот Скопје. 53% се остварува во сите 7 плански други региони. Тоа е катастрофа. Како инструмент за намалување на оваа разлика, донесен е закон каде што е предвидено 1% од бруто домашен производ, кој што досега на назад цело време не одеше повеќе од 0,15 до 0,17%. Значи негде 5 до 6 пати помалку од тоа што беше санкционирано по закон. И самата влада не постапуваше по закон. Доколку планските, и еве ги предизвикувам, планските региони ја тужеа државата за непримена на закон, бидејќи таа требаше да го смени законот, веројатно ќе ги добија пресудите во нивна полза. Сега наводно се договараат дека ова 1% ќе почне да функционира затоа што еден коалиционен партнер во случајот ДУИ инсистира и не кажуваат конкретно како тоа ќе го направат, меѓутоа факт е дека нема никакви други инструменти за намалување на овој геп на регионален развој. Добро, од публика ако има уште некое прашање, ќе ми дадете сигнал, ќе ви исплатам. Во меѓувреме на Facebook стигна прашање од Дејан Гавриловски, прашање до мојот професор Трајко Славевски. Дали се сложува со мене дека сите даноци ќе се зголемат за краток временски период? И тука всушност да влеземе во во тој корпус на прашања на даночната политика што ја најави СДСМ. Значи сега гледачот што го постава прашањето, смета дека даноците ќе се зголемат, така? Да. И јас дали се согласувам со него. Да. Делот од дискусијата овдека што беше меѓу нас беше порака да не се зголемуваат даноците. Затоа што тоа ќе предизвика штета во економијата. Инаку за прашањето рамниот данок
бил, дал резултати и така натаму. Мислиме дека ќе треба да ги прашате стопанствениците. Република Македонија, покрај сите кризи, како што рековте, политички, од една или друга природа, сепак е земја со ниски даноци, што е поволно за секој бизнесмен. Ако на ниските даноци ги додаете релативно ниските трошоци за плати, мислам дека оние што се способни предприемачи и оние што може да најдат пазар за своите производи или услуги, може да просперираат. Видите, една работа да имаме во вид. Нашата географска, геополитичка положба е во голема мера ограничувачки фактор за развој на приватниот сектор. И не случајно во овие ќошиња на Република Македонија, кои што се многу лошо инфраструктурно поврзани и со Скопје, а уште повеќе со соседните, да речам, држави, каде што не може се развие некоја трговија, некој бизнес и слично, се осудени на стагнација. И тоа да можеше некој од владите и во социјализмот, и во првите години по самостојаноста да направи нешто повеќе, веруете ќе направеше. Но, велам, има многу ограничувачки фактори. Малиот пазар, се уште нискиот стандард за она што ќе го понудите како некоја новина, да може да најде свој купувач од кој што ќе можете да ги покриете трошоците и да остварите профит. А инаку ќе повторам, можностите за водење бизнис. Сега некој ќе каже правниот систем, не знам, законите и така натаму се сепак поволни. Не беше случајно на оценка на Heritage во нацијата, секој ја признава дека степенот на економски слободи, значи степенот на економски слободи по многу критериуми во Република Македонија е релативно висок. Ако сме на 34-то место од 180 земји, тоа сепак нешто кажува и за можностите за водење на бизнисот. Ако го погледнете doing business, ние сме втори, трети у свет, така? Ако ги слушнете бомбите во кои што се разговараше за бизнисот и во кои што тука сме први во свет. Тука сме први. Така. А погледнете, сакам да ви кажам зад она што се гледа како извештај, зад она што се гледа како извештај, постојат многу други работи што не ги гледа обичниот човек, а за кои што сведочат и бизнисмените, впрочем и професорите што се тука. Кога станува збор за, внимајте, ова со платите што беше. Добро е тезата дека најдобро е да се остави на пазарот. Внимавајте, она што се случува, да речеме во текстилниот центар на Република Македонија, во Штип, да имате во секој момент побарување за 1000 работници, односно работнички пред се, или 1200, во секој момент, така. А да имате незаинтересирани, невработени, кои што заради една или друга причина не сакаат да се вклучат во тие производствени процеси, дали заради ниските заработувачки, заради некои други консидерации и така натаму, значи нешто. Предприемачите, соочени со недостиг на квалитетен кадар, немаат друго решение, освен да понудат повисоки плати, повисоки заработувачки. И тоа се чувствува на пазарот. Ево услугите што ние ги користиме во домовите, да ви дојде водоинсталатор за 10 минути, под 800 денари нема да поминете. Така, тоа е релативно добра цена, нели? Така, пазарот ги вреднува работниците. Узунов, околу економските слободи за кои сега зборуваше Славески, оценети како прилично високи. Не знам, тој што ги оценувал дали некојаш дошол и живеел во Македонија и терал бизнис во Македонија за да ги оцени. Ако е така, нека дојде нека отвори бизнис тука. Мислам, ја многу повеќе верувам на оние што работат овде бизнис. Бизнисмени кои што ми се пријатели и се сретнуваме повремено, приватно, што ќе ми кажат него некој од Heritage. Што ќе ми каже? Секоја чест на тој од Heritage. Ама нек се седи у Heritage, не у Македонија. Тоа не многу, ама не е така. Слобода, ако селективно се праќа инспекција, да речеме, не е сериозна. Дали е тоа не е сериозна, преко многу е сериозна. Сега ја да зборам за сериозна дебата. Ние да носиме општи заклучоци врз основа на она што зборуваат нашите пријатели, нашите комши и така натаму. Ако се вика Heritage, онда е најсериозна на светот. Нема тука проблем, нели? Ако се вика Европска комисија, исто е претпоставувам сериозна, а тамо укажуваат на неконкурентност на стопанството. Значи, ако може само тука. Овие извештаи кои што ги видовме каде што Македонија навистина добро и позитивно се рангирана, прво сега малку треба да разбереме дека тоа што го спомна господинот Славевски, најпрво ние сме имале поидовна точка. Знаете како ако сте тргнале од -20, кога ќе стигнете на -10, тоа е за нас многу позитивно. Во овој случај се рангираме таму врз основа на одредени параметри кои што се ценат, но тие нормално не познавајќи ги сите услови кои што ние ги имаме тука за работење во нашето опкружување. Меѓутоа се параметри кои што секоја од државите ги дава
И сите тие се рангираат, односно се вреднуваат за да го добиеме оној резултат кој што го добиваме. Ако ги гледате дел од параметрите, пример, време траењето за отварање на една компанија и средствата кои што треба компанијата, односно идниот предприемач, бизнесмен да ги потроши за да отвори собствен бизнес во Република Македонија, навистина трае 2 дена и навистина трошоците се најниски секаде во Европа. Тоа мислам можеме да тргнеме од денес до утре за економијата. Тоа е важно, ама затоа и ви кажувам, треба да го погледнете самиот извештај како таков и кои се параметрите кои што тој ги вреднува за да ја даде таа оцена која што ја дава. Значи во делот на Heritage јас вчера го следев, бев таму само да ви одговорам да видите. Значи јас колку што успеав да видам точно во оној делот на rule of law и одредени параметри кои што се важни, интервенција на државата и така натаму, таму ги имавме најниските оценки. Така да верувам дека параметрите кои што им се даваат и од каде што тие ги мерат дека навистина имаат некоја релевантност, што таму да рангираат особено послаби од оние каде што се сметаме дека сме навистина добри и квалитетни. Значи не би била точна тезата сега да излеземе и да кажуваме од денадеж дека све тука не чини ништо не валја и тоа дајте ако може да го фрлиме ваканта да почнеме од денадеж да измислуваме нови стратегии за како да работиме и функционираме. Најважното од сето тоа што се прави да се земе позитивното и позитивното да се продолжи да се работи во насока на тоа да се оствари што повеќе и што можеме ние да извлечеме како поука од тоа што сме го погрешили. Значи, тоа е главниот момент да извадиме конструктивноста на она што сме го работеле досега и да не одиме на уништување, нити пак по секоја цена, сега повторно не сакам да вметнувам политика, па да го кудиме она кое што сметаме дека е политички неподобно, само поради тоа што е добро и квалитетно. Ако се сеќаш, почнав емисијата, реков тоа што е до сега квалитетно да се продолжи, не целосен дисконтинуитет, да се надгради она што не чинело. Ама да тврдиме дека Македонија е некој си светски шампион во слободи и во владење на право. Не, поне озбилно него да тврдиме дека 5 бизнисмени мене ми излажале. Токму така. А не се 5. Не е шампион на тие параметри Македонија најслабо рангирана од сите останати кои што ги имаше во Heritage рапортот. Тоа е несомнено, меѓутоа имаше делови во кои што навистина сме добро рангирани, кои што се за почитување, тие ги поздравуваме ние во континуитет. Јас не можам да излезам да кажам ништо дека е добро кога не, исто во делот на сивата економија, па не утепа како бизниси, како да се надпреваруваш со некој кој што трга од плюс 10, а ти си на 0. Значи, најпрвен, ние плаќаме даноци, има дел од сива економија која што не плаќа ништо. Ние плаќаме вработени, има дел од сива економија која што не плаќа ништо. Од старт сме неконкурентни, за разлика од одреден дел од пазарот кој што функционира во она сива мрежа. Секоја чест, она што се фискализиравме и кое што го спомна професорот Беџети на почеток, беше еден чекор прв Македонија да почне и да го гради делот на економијата, да се тргнеме од неформалната, да влеземе во она на прав пат каде што треба. И оние кои што работат и ја почитуваат фискализацијата, како што гледате, над 90% имаме реализација, се влеваат во државната каса. Тоа никаде го нема. Значи, самото стопанство си се саморегулира. Дајте малку да се посветиме на оние кои што работат на црно. Дајте малку да се посветиме на неформалната економија. Тоа не е на нас проблемот. СДСМ најави ревизија на странските инвестиции, односно на субвенциите што се даваат на странските инвеститори, како едно од клучните економски политики на власта во овој дел и во овој сектор. Што мислите вие за тој корпус? Лично мислам дека генерално како констатација во право е што се сомневаат, бидејќи и последните анализи направени, ако сакате и од меѓународни институции, покажа дека во една анализа на трошоците и придобивките дека е негативен билансот. Значи, ние повеќе генерираме трошоци генерално во таа кост-бенефит анализа, се покажа. Порано беше многу порано констатирано и во нашите други научни анализи дека таа корелација меѓу странските директни инвестиции, поготово велам странските директни инвестиции и економскиот раст е негативно корелиран, што е парадоксално со основната економска теорија, дека инвестициите се позитивни корелирани со растот. Меѓутоа, ние сме земја на парадокси. Еден од основните парадокси е тоа. Во однос на бизнес климата, само да кажат дека ако нам навистина толку ние светла иднината овде, во делот на економијата, зашто секоја година, 4-5 години, секоја година ни паѓаат инвестициите само кај нас? Секаде во регионот расте. Сме дојдени во ситуација да 5 пати поголеми странски директни инвестиции привлекува Албанија, пазар кој што е само 50% поголем, а не
5 пати. Добро, веројатно за тоа и влезе владата во ова субвенционирање за да успее да го Ама надмине знаевме тој јас. какво субвенционирање направи. Значи, таа прави дисторзија на алокација на ресурсите. Основата во економија е правична алокација на ресурсите, за да добивате резултати. А кој добива од тоа? Од една страна ги повикуваме, ги молиме, инвестираме, нели, преку разни, колку плативме и за пиар, и за реклама, нели, Invest in Macedония цело време и така натаму, а од друга страна ги критикуваме зашто исплатуваат ниски плати. Дека дошле тука да не експлоатираат. Тоа се парадоксални ситуации. Ние преговараме со нив и истовремено ги критикуваме. И тоа, да се навратам кај делот на даноците што беше кажано, дека ги поздравуваат ниските даноци стопанствениците. Зависи кој. Ја ќе ви кажам кои стопанственици ги поздравуваат. Тие што се големи и претежно средни и поголеми. Затоа што тие само придобиваат. Гледајте ја структурата на растот кај е концентрирана. Затоа ние не го осеќаме, зар тоа не е распоредено социјално како што треба во државата тој раст. 10, 20, 50 компании го сочинуваат најголемиот раст во државата и каналите на трансмисија, на начин како се тоа се распоредува во стандардот се запушени. Значи тие задржуваат зад себе и нормално дека ќе посакуваат. И јас индивидуално ако пристапувам така ќе размислувам. Малите бизнеси, и со повлекување малите бизнеси не ги посекуваат Не. ниските даноци? Не. Значи сакаат повеќе да плаќаат. ќе плаќаат повеќе. А сакаат, значи сакаат не сакаат, ќе плаќаат повеќе. Ова не го И разбирам. тие ќе плаќаат повеќе затоа што големите и средните треба да плаќаат. Добро. Јас повлекувам за големите бизниси и средните бизниси, затоа што знаеме какви плати исплатуваат тие. Знаете колку ви плати исплатуваат и на колку исплатуваат. Зашто ги повлекува придонесите? Беа законите за придонеси со лимити. До 6 плати, до 12 плати, до 8 плати, 5 измени за 4 месеци. Додека ги повлекува, ги очекува резултатите од проекцијата што ги има евидентирано во однос на годишните даночни пријави. И очекува дека ќе соберат. Да, и после видоа дека нема никаков ефект. Луѓе, немојте само теорија, професори, извини, меѓутоа не сме поврзани ние со бизнис реалниот сектор. Ја не само што комуницирам, ја работам за нив. И треба да ги видиме реалните биланси. Нивните реални биланси што покажуваат? Намалена е даночната стапка, но не е само тоа определба на даночниот товар. Ние проширивме даночна основа. Ние додадовме се и се што. Знаете колку неданочни давачки има економијата? Од разни административни такси, па се до глоби и казни. Гледате го тоа, јас го пофалив како се полни буџетот. И тоа е елемент на пополнување. Меѓутоа, колку е цената на тоа? Така да... Се бюджети честитам. Република Македонија е единствена земја во која што поединец, да речеме на 50 на години, може да биде успешен професор, политичар, може да биде академик, може да биде бизнесмен, четврто и може да помага како консултант на бизнисот. Луѓето надвор се Не помагам на влада, јас помагам на бизнис. Се специализираат. Вака одна корелација, сега ако може, одна корелација што ја спомнавте, не знам кој е изворот, малку ми звучи неверојатно дека со странските инвестиции се намалува економскиот раст. Па видите, нема странска инвестиција во Република Македонија, по моите сознанија, која што не создава нова вредност. Значи, странските инвестиции, оние каде што имаме увоз од 900 милиони платина, нели, и извоз од милиарда, 950, пак остатокот е додадена вредност која што по дефиниција се додава. 50 милиони е новата вредност, професор. 50 милиони. Можела да биде нула. А трошоците колку се? Не можела да биде нула. Не, ама трошоците колку се? И тоа е некоректна, значи некоректна анализа, она што вие се повикавте, не беше странска, беше домашна. Знаете, има од тие трошоци, добар дел се фиксни трошоци, направени се еднаш и да важат за наредните 10-15 години. Како се амортизираат тие трошоци? Да. Но сега ако вие ги соберете платите како ново додадена вредност, па ги споредувате со трошоците, тоа е вака некоректно методолошки. Не велам дека целосно се согласувам, јас сум ги критикувал како и отворено. Како се резултатите тогаш? Ако може да довршам. И отворено сум ги критикувал политиките во областа на привлекување инвестиции, но едно треба да знаете. Ние сме Република Македонија, така. Дали знаете вие колку е тешко некој да се заинтересира, да дојдете да ве прими
од големите компании за да дојде да инвестира во Република Македонија. Нема поголем американски град од оние метрополитенски области кои што немаат политики на секакви субвенции. Речеме, филмско студио да донесат десетици или стотици милиони долари ќе му дадат субвенции за да може да отвори барем 50 на 100 или 200 работни места. Од тука имајте во вид дека станува збор за земја која што на ниеден радар не се покажуваше, ниеден радар не ја фаќаше. И да не бидеме премногу критични во врска со настојувањата да се донесат странски инвеститори во Република Македонија. Внимавајте, не само што не бевме на радарот, имаме конкуренција и во соседството. Сите сакат да привлечат инвестиции. И од типот, инвеститори од типот на Субрата Рој ние донесовме. Па со црвени теписи ги почекавме. Има, меѓутоа, знаете како преседанот не го креира правилото. Значи не можеме еден несреќен случај да го поистоветуваме со сите инвеститори во Република Македонија, меѓутоа морам само една работа да ви кажам. Кои се позитивните случаи? Една работа сакам да ви кажам, знаете како сега не можете од некој кој што го застапува бизнес секторот да очекувате да каже било што е спротивно на бизнес секторот во случајов. Јас не знам, не можам да замислам кој е тој стопанственик во Република Македонија што освен ако не му го наметнете со закон ќе рече дајте ми да плаќам поголем данок. Јас ви кажувам лично дека освен ако не е инструиран дека такво чудо не може да се случи во оваа држава. Мислам, прво е близу логика дека мене би ми одговарало повеќе данок да плаќам за доброто на... Треба полека да привршуваме, само сакам на крај со една куса оценка. На кого ќе му биде потешко во наредниот период? На владата или на народот? На идната влада или на народот? Не може да му биде некому потешко, некому полесно. Иста држава делат, иста судбина делат, исто ќе им биде. Тешко. Морам на Данила да кажам, јас имам зборено со бизнисмени. Знаеш што ви кажат? Тргни ми го рекетот, па зголеми ги дануците, нема проблем ќе ги плаќам. Апсолутно се слагам, парафискалните давачки го укрепуваат, го убиваат стопанството. Тргни го рекетот, па качи ги дануците ќе ги плаќаме, нема проблем. Апсолутно, парафискалните давачки за смрт за приватниот сектор. Тоа е точка. Тука се слагаме сите, тоа го кажуваме наназад 25 години. Последната мерка што дојде од ТУЈП беше од начување со ДДВ и на граѓаните што оствариле приходи од над 1 милион денари во текот на годината. Што е исто така давачка која што секако се одзема од делот на стопанството и граѓанинот, тоа секако не оди на друго место. На кого ќе му биде потешко, на идната влада или на граѓаните што ќе треба да ја издржат таа влада и мерките кои што ќе произлезат? Мислам дека подеднакво тешко ќе им биде на сите страни, затоа што имаме многу работи на кои што треба да се посветиме. Од една страна владата треба да донесе квалитетни политики кои што на крајот од денот ќе резултираат со полнење на државната каса од продуктивни компании. На приватниот сектор му е тешко од повеќе аспекти, повеќе години наназад, тоа го знаеме, го гледаме и мислам дека е многу тешко некој во било кое време да каже на кој е најдобриот начин истото да се поправи, меѓутоа повторно треба долгорочна и треба исто така стратегија, меѓутоа треба и квалитетна анализа на дали и каде сме сгрешиле и каде сме биле во право, за да на крајот се излечат најправилното решение, мислам, на тоа како да продолжиме понатаму. Славески? На кого потешко? Па да не се повторувам сега, и прашањето е такво, нели, на кое што не можете да дадете адекватен одговор и јас малку да избегам од него. Кажам дека би било добро во иднина да имаме што помала регулација. Односно, оние регулации кои што се непотребни, кои што го гушат бизнесот, бизнес секторот, економијата, да се намалуваат. Тоа е, да речеме, една порака. Останатото ќе го направат во борбата на пазарот и компаниите, граѓаните, предприемачите, јавноста. Беџети, не попусто ве оставив за на крај, пред известно време, пред околу месец и пол, после изборите, на прашање на порталот Фактор за емисијата Фактор 24, ве прашаа дали Беџети би прифатил да биде премиер на една влада експертска, која што би можела да ја поведе Македонија надвор во излез од оваа криза. Тогаш вие рековте дека со една стриктна агенда и со добро фокусирани надлежности би прифатиле. Сега тоа е веќе вон игра? Мислам дека сосема вон логика е више, не вон игра. Тоа е невозможна мисија сега. Ако се поставува хипотетички, пак хипотетички ќе биде и одговорот. Меѓутоа мислам дека веќе на видик е
друга влада и добро што е таа. Само политичка влада може да не извлече од оваа состојба, да почне од оваа состојба, а бидете сигурни дека најтешко ќе биде на неа прво, бидејќи граѓаните и така се во тешка состојба. Па ние шишаво па и функционираме, нели? Шашаво функционираме, како што вело така. Слушнавме овде, ние функционираме и во хаотична состојба, дека нашето стопанство се навикнало. Значи имаме имунитет и во кризно време, така да ќе трпиме уште година дена. Господа и Арсовска, ви благодарам што бевте вечерашни мои гости. Публика, ви благодарам за активното учество во емисијата. Добре дојдени се повторно во студиото, бидејќи ова е 24 отворено. Останете со телевизија 24, следува дневникот и најновите информации од дома и светот. Пријатно.